Денешен гостин во емисијата Спорт Плюс е еден од најдобрите македонски борачи и најдобриот спортист за 20 век во Штип, господинот Зоран Шоров. Господине Шоров, добро дојдовте во емисијата Спорт Плюс. Добро ве најдов. Како што е редот да започнеме од вашите почетоци, односно кога се јави првата желба за овој спорт? Па јас со борење се занимавам од 1971 година. Како дете започнав во боречки клуб Балканец во Штип. Бев забележан од тогашните тренери на пионерската школа, поточно од Благоја Давидовски. Тој ме замоли да учествувам на пионерското првенство што се одржуваше во Скопје. Меѓутоа, претходно требаше да го прашам и мојот родител дали ќе ми дозволи да учествувам на тоа првенство. Меѓутоа, татко ми, да кажам, беше голем любител на борењето и тој со водушевување го прифати тоа. Ме испратија да се борам во Скопје на пионерското првенство, го освои првото место и од тука почнувам мојата понатамошна кариера. Така, колку време траеше временски вашата кариера? Целата кариера, значи, реков, од 71 година до 93 година интензивно се борев и повремено после учествував на некои надпревари клубски, помагав на нашиот боречки клуб Балканец по потреба, значи. Така. Вие како спортист кој досега имате остварано многу големи успеси досега. Кажете ни колку време, труд и вложување е потребно за да се достигнат врвни успеси? Па сигурно дека борењето е еден од најтешките спортови, така да посебно ќе кажам за борењето дека за да се постигне тоа индивидуален спорт и зависи од самиот себе. Значи никој нема да ти помогне ако не си помогнеш ти на самиот себе. Значи да дојдеш до голем резултат има многу работа, многу труд, многу залагање, многу дисциплина и само со работа може да се постигнат врховски спортски резултати. Нема значи ништо случајно, многу пати викаме доколку има добар жреб ќе освоиме медал, меѓутоа доколку не победиш и некој подобар борач, никогаш не можеш да освоиш и голем резултат. Значи треба да бидеш да се надминеш самиот себе си за да ги постигнеш тие врховски резултати. Значи големата упорност сепак ќе ги донесе големите резултати. Може ли да ни издвоите некои позначени моменти, односно ваши спортски сеќавања? Па добро, јас имам учествувано на 3 олимпијади. За мене и столно за секој спортист се учествува на олимписки игри, тоа е врхунецот на секој спортист. Имам учествувано на 3 олимпијада, првата моја олимпијада беше 84 година во Лос Анџелес. Тука го имам освоено и најдобриот резултат, 6-то место. Имав тука 3 победи, изгубив од американскиот бореч кој беше за мене многу важна. Изгубив 6-4 на поени пред 20.000-та американска публика, мотивиран американецот, дадов силен отпор, победов со 3-0 на поени, меѓутоа не заслужуваше моето искуство, така да на крајот ја изгуби борбата, меѓутоа дадов се од себе и пласмано од 6-то место навистина беше еден голем успех за мене и за борењето од Македонија. Така, во тоа време сепак да бидеш да ја представуваш Македонија на Олимписките игри е од големо значење. Да, ние значи тогаш бевме борачи од Македонија, меѓутоа се боревме во репрезентацијата на Југославија. Борачите тогаш во слободен стил бевме само од Македонија, доека крчкулински се бореа и од другите републики. Така. Влезени сте и во клубот на олимписките великани од страна на Македонскиот олимписки комитет. Кажете ни нешто повеќе за ова. Па добро, тоа е врхунецот, значи со оглед на резултатите што ги постигнавме, тоа се една мала бројка на спортисти од Македонија, тоа се околу 20 спортисти што имаме оваа титула великан на МОК. Тоа значи се постигнува со големи резултати, со големи успеси. Има и многу строги критериуми да се добие ова признание. Така да јас имав таа чест да го добиам ова признание и навистина ми представува големо задоволство што сум еден од тие врховски спортисти. Така, кои се критериумите еве за да Па има критериуми значи на Олимпискиот комитет. Јас сум еден од членовите на стручниот совет на комитетот, на Македонскиот олимписки комитет. Значи од 24 членови треба да гласат од 24 20 треба да гласат, 80 плюс 1. Значи, тие гледат на резултатот, не гледат друго ништо, значи самиот себе ќе се најдеш со резултат. Значи нема тука тенденциозност, нема ништо. Значи да имаш медали од најголеми светски надпреварувања, кои што се олимписки игри, светски првенства, европски првенства и да во некои спортови и постигнување на некои рекорди. На пример во тие што се екипните спорти да постигнеш некој светски рекорд, европски рекорд така. Така. Јавноста веќе знае дека токму Зоран Шоров е еден од најдобрите спортисти во Македонија.
Два пати досега сте прогласувани за спортист на Скопје и сте прогласувани на Македонија. Да. И два пати и еднаш сте прогласен за спортист на 20-тиот век во Штип. Какво е значење? Па добро, јас за прв пат бев прогласен 87 година после освојувањето на сребрениот медал во Велико Трново во Бугарија на Европското првенство, бев прогласен за најдобар спортист на Македонија и шести на Балканот. Значи тогаш имав едни големи спортски резултати и самите резултати ми доведоа до прогласување најдобар спортист на Македонија. Тоа за мене и беше и најголем резултат во мојата кариера, второ место на Европско сениорско првенство. И навистина токму баш поради тие критериуми што сега моментално ги има, јас имаме освоено и националното спортско признание, односно доживотна спортска пензија врз основа на тие резултати што ги имам постигнато. Така, во моментот кои се вашите ангажмани? Како го поминувате слободното време, еве, откако сте? Па добро, имам доста слободно време, бидејќи моментално не сум ангажиран во борењето и навистина имам доста слободно време, меѓутоа го поминувам повеќе на рекреација, одам, скијам, пливам, се дружам, пешачам, а најповеќе сега моментално и со мојот внук се шетам и така да ми е на душа миријам кај него. Така, значи спортските активности сепак не сте ги оставили, иако сте... Постојано, значи сум активен, се дружам, одам, любител сум на скијањето, на пливањето, на пешачењето. Секако го следите и борењето сега. Па да ви кажам, го следам, меѓутоа навистина ме разочарува последните моменти што се случуваат во борењето. Не е тоа што треба да биде. Значи борењето падна на најниски гранки и благодарение на резултатите што ние ги постигнавме, значи пред толку години, пред 20 години, борењето се кажува дека е спорт, најтрофеен спорт во Република Македонија. За жал, со самото тоа што нашите борачи слабо се пласираат, односно немаат ниту една победа на голема превар, кажува дека нешто не е во ред со нашето борење. Лично, без разлика што не сум во борењето, мене лично ме боли. Ги гледам на интернет сите борови наши, ги следам борачите како се надпреваруваат, меѓутоа навистина е загрижувачко состојбата. Токму и тоа ќе ми биде следното прашање, како ги оценувате денешните спортисти, зборуваме за борењето, по младите генерации? Па помладите генерации, да ви кажам, ние многу бевме дисциплинирани. Значи се знаеше тогаш имаше голем респект према тренерот, а да не зборуваме за председател на федерација или на клуб. Значи имаше голем респект према нив. За жал сега тоа време не е така. Значи младите генерации ја нема таа дисциплина. Значи не тренираат како што треба. Значи има многу работи што треба да се менуваат. Значи само можеме ние да постигнеме резултат со многу работа, со многу труд, со многу залагање, самоодречување. Сега порано се знаеше, во 10 часот си легнуваш, значи во 22 и стануваш во 6 бајле, тренираш, одеш на училиште, се враќаш во училиште, па тренираш. И сега така, значи треба денот исполнат со тие работи. Додека денеска младините 22 излегуваат да шетат. Така. Доаѓаат, значи во никое време во 5 сата рано на Сабајле и така си со голем број на пороци. Па тоа е за жал така и што ќе им препорачате на помладите генерации, еве кои што токму сакат да започнат со борењето како спорт? Па добро, ја не би кажал дека само со борењето, секој спорт е значи добар да се спортува. Било кој спорт е корисен за младите генерации, посебно борењето се развиваат сестрени личности, значи тука да кажам дека во борењето сме добри гимнастичари, значи имаме добра сила, што се вика, имаме разновидност у движењата или така да борењето е еден од за мене најдобрите спорти, меѓутоа не сакам да ги деловирам и другите спорти, бидејќи со самото спортување се добива еден здрав живот, значи се здрава личност се формира и се, како што рековте, значи не одат по тие пороци што се сега моментално, како што се, да не ги напоменувам, лошите. Така. И за крај, што мислите, дали е тешко да помладите да започнат со овој спорт? Па добро, ако се веќе мислам од која возраст е идеално да се најидеално да се почне со борењето кога што јас започнав од 10 годишна возраст. Значи сепак од помала возраст. Да, помала возраст и се постепено, значи од пионери, кадети, младенци до сениори. Меѓутоа, навистина, ако сакате да постигнете голем резултат, тогаш мора да, како што реков, многу дисциплина, многу работа. Така, господине Шоров, јас ви благодарам што одвоивте време да бидете гостин во емисијата Спорт Плюс. Благодарам.